Civil Media. Какви се вашите проценки за политичките и обществените случувања за изминатите изминатата 2018 година? Што очекувавме, што добро? 2018 беше исклучително интересна година, иако ние може да кажеме дека секоја година во македонското општество ја оценуваме како судбинска, интересна, поврзана со големи настани. Така беше и минатите 3-4 години, кога практично се создаваше таа база за позначајни промени во општеството, и 2018 година требаше да биде таа година што навистина ќе ги донесе промените во општеството на еден не само символичен начин, туку на посуштински начин во повеќе сфери на живењето. За жал тоа не се случи во доволна мера или онака како што очекува поголемиот дел од граѓаните во Македонија, кои сакаат да видат едно поинакво општество. Под поинакво општество подразбирам општество кое што не е во стегите на политиката, туку општество кое што освен што се бори за граѓанските права и општество кое што е фокусирано кон граѓанските права и слободи, тука ги подразбирам и медиумските и новинарските права и слободи, секако заедница во која што ќе доминира економијата и ќе добиеме еден позначаен инпут во економијата, како сите би се израдувале малку повеќе на животот во Македонија, што впрочем беше една од паролите на дел од политичките актери кои што се сега носители на власта. Тоа сепак беше потиснато од други настани и случувања, бидејќи владата и најголемиот дел од владиниот тим беше фокусиран на надворешната политика, и тоа доведе до ситуација да бидат запоставени домашните задачи и обврски. Дали некој денеска се сеќава на извештајот на Прибе, на пржинските обврски и на работите кои што требаше да донесат суштински промени. Веројатно тоа е оставено сега само како дел од медиумската заедница, која постојано го потсетува и премиерот и останатите на овие обврски, што се исклучително значајни. Но од друга страна, како што реков, го добивме Преспанскиот договор, кој што е еден навистина значаен, иако за многумина во општеството болен чин, бидејќи тој предвидуваше, и тоа се случи, промена на уставното име на Македонија. Од друга страна ги отвара перспективите за она што се вели евроатлантска интеграција, прво НАТО, а подосна и за отворање на преговорите со Европската Унија. Но тука настануваат повторно главните проблеми, на кој начин ќе бидат испорачани реформите во правосудниот систем, во битката со корупцијата, во медиумските права и слободи, во економијата, за да утре за утре можеме слободно да кажеме дека Македонија го заслужила оној напредок што се предвидува да дојде во јуни со Европската Унија. Бидејќи можно е да се случи и да не го добиеме тоа што го посакуваме, доколку не бидат исполнети овие 3-4 пилари на демократијата и економијата. Кои се вашите очекувања за оваа 2019 година? Има ли простор за позитивно мислење дека нешто ќе се промени и внатре во државата, освен на надворешен план на меѓународна политика? Искрено кажано, очекувањата се секогаш големи, но ако се следат досегашниот период, ако се види што се помина Македонија и како настапуваа промените во институциите, значи институционално, не можам да кажам дека сум преголем оптимист за тоа дека работите ќе одат со некое темпо од кое што сите ќе бидеме изненадени, позитивно, пријатно и така натаму, затоа што се зависи од многу работи. Сега после Преспанскиот договор ќе зависат од персоналниот капацитет на оние што ги водат политиките, на оние што ги креираат политиките и на оние што ги спроведуваат
политиките. Не е важно само во врвот да имате 2-3 умни глави кои што знаат што да кажат, многу е поважно како сето тоа ќе се спроведе на терен. Значи, политичката волја е едно и се надеваме дека постои за поголеми промени, а второ е како сето тоа ќе се спроведе на терен. Така да, дали ќе добиеме нешто поради што на крајот на идната година ќе оцениме дека ова беше економската година за Македонија, како што сега сакаат тоа да го кажат владините представници. Јас не сум убеден дека тоа ќе биде така, но почеток на година е, оставаме добра мисла дека можеби ќе бидам демантиран во некој од овие сегменти. Тоа е едната работа. Втората работа е она што ќе се случува со Европската Унија. Ако Македонија ги добие преговорите со Европската Унија, тогаш мислам дека ќе бидеме под многу посилни рефлектори и ова, да ја наречам, овој полумрак во функционирањето на институциите ќе биде силно осветлен и тогаш работите би оделе под поинакво темпо. Меѓутоа, остварувањето на целта за преговори со Европската Унија е исто така тешка задача и тука не сум убеден дека Брисел ќе гарантира Македонија онака карт бланш за сето она што го постигна во меѓународната политика. Мислам дека тие ќе инсистираат на домашните задачи, на правосудството, битката со корупцијата, медиумите и ослободување на пазарните стеги во економијата, за да може да го дадат датумот за преговори, односно да почнат преговорите со Европската Унија. Ако тоа се случи, велам, за сите нас ќе биде позитивно изненадување, се надеваме, но ако тоа не се случи, Македонија повторно ќе влезе во оној ритам каде што ќе се тркаме од година во година за секоја наредна да ја наречуваме судбинска. За сега уште не го гледаме моментот на силен пресврт, освен политичкиот, кој што и во меѓународната политика, кој што ги отвара вратите, меѓутоа сам по себе не е доволен доколку внатре, на терен, не се сменат состојбите. Цивил медија